Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, добар ден, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. На почетокот од денешното издание на Здравје, како што и концептот на емисијата, одиме со најновите актуелности, односно настаните во областа на здравството, кои се случиле во текот на изминатата недела. Имено беше објавено на пресконференција официјално од страна на министерот за здравство дека жените во Шуто Оризари за 6 години ќе добијат двајца матични гинеколози. Тие се дел од вкупно 30 лекари кои биле избрани на огласот за кофинансирана специјализација и на кој државата ќе им покрива 90% од трошоците за време на студирањето. За прв пат женски лекар покрај Шуто Оризари, бидејќи веќе подолго време се зборуваат за проблемот со гинеколози во оваа општина, за прв пат женски лекари ќе има и во Барвеница, Јегуновце, Теарце, Демир Капје и Бутел. А овој кадар ќе биде зајакнат и во аеродром, Карпош, Кисела Вода и Прилеп, значи ќе се зголеми бројот на гинеколози во овие општини по завршувањето на специјализацијата, на која за кофинансирана специјализација избрани се 30 студенти. Со доделените кофинансирани специјализации ќе го зголемиме бројот на матични гинеколози за 22% и со тоа значително ќе се доближиме до европскиот стандард. Според европскиот стандард кај нас еден матичен гинеколог има околу 3000 жени, а со новиот зголемен број матични гинеколози тој стандард ќе биде еден гинеколог на околу 4000 жени, изјави Никола Тодоров, министер за здравство во саботата за време на пресконференцијата на која соопшти дека голем број општини ќе добијат гинеколог со помош на кофинансираната специјализација. Имено посебен додаток ќе добиваат и децата со цистична фиброза, и тоа од пред една недела тие може да аплицираат до Министерството за труд и социјална политика. Ова го најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, одговарајќи на новинарски прашања при посетата на Стајковци во саботата, и потенцира дека првпат се воведува овој додаток кој го примаат родители на деца со цистична фиброза. Како што потенцира Груевски, имало барања и иницијативи од граѓани во честите одења на терен и при разговор со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, позитивно одлучено и овие деца да добиваат додаток од државата. Одиме со кратка пауза, потоа со новите актуелности, односно настани во здравството кои се случиле минатата недела. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, продолжуваме со емисијата Здравје. Денеска вторник, 20 септември 2016 година. Имено минатата недела како актуелност во здравството би се издвоила и темата околу маслото од канабис за медицински цели, кој почна да се применува, односно да биде достапно и во македонските аптеки, и првпат пациенти со тешки заболувања ќе имаат можност да ја користат оваа терапија секако на рецепт. Повеќе за ова во денешната тема на здравје, за маслото од канабис во медицински цели. Мој соговорник во студиото е магистер Марија Дарковска Серафимовска, директор на Македонската агенција за лекови и помошни медицински помагала. Доктор Дарковска Серафимовска, добар ден и ви благодарам што и овој пат сте дел од Здравје. Впрочем, вие доаѓате и гостувате во Здравје секогаш кога има нешто актуелно да најавите. Еве конкретно почна примената на канабисот. Има ли интерес за канабисот во медицински цели во Македонија?
има. Значи тоа се пред се граѓани кои имаат различни диагнози, заболени од различни тешки заболувања, кои спасот го гледаат во овој природен препарат на природна база, соочени со она што реално ни се случува на пазарот, значи набавувањето на овие препарати на црно, при тоа изложувањето на самите пациенти на ризик на сопственото здравје, не знаејќи што земаат и како земаат. Ние одлучивме, имавме иницијатива, Министерството за здравство и Агенцијата за лекови, да пристапиме кон легализацијата на марихуаната, се со цел на пациентите да им овозможиме проверени по состав и квалитет производи на пазарот. Што значи дека сите оние кои што досега го набавуваа на црно, сега ќе можат легално да го земат од аптеките и да знаат дека тоа што го користат е со проверен квалитет. Така, пропишувањето, всушност набавката на овој препарат со посилен препарат со појака доза од масло од канабис, од пред 10 дена чинам е достапен во македонските аптеки на рецепт. Што значи ова? Како оди постапката? Како сите оние болни со тешки заболувања, може и на почетокот да ги спомнеме за кои диагнози е наменето ова масло од канабис за медицински цели? Во Република Македонија, согласно законот и правилникот за уредување на публиските услови за легализација на канабисот, одобрена е употреба на канабисот за 4 индикации, а тоа е за третман на мултиплекс склероза, за тешки епилептични состојби кај деца, кај за подобрување на апетитот, односно за анорексија кај пациенти болни од ХИВ и исто кај малигните болни за третман на болка. Тоа се 4 индикации за кои ние имавме научни, доволно научни сознанија од клинички студии публикувани во релевантни списанија кои укажуваат, односно даваат насока дека има одредени позитивни искуства од употребата на канабисот. Што не значи дека канабисот не може да се дава и за други индикации, меѓутоа за тоа треба да помине некој известен временски период и да имаме некакви докази. Ние секогаш се водиме од медицина базирана на докази, барем некакви позитивни искуства за примената, така да тој дел кај нас во законот не е затворен и во правилникот секогаш може да има дополнување и проширување на индикацијското подрачје. Сега за сега се значи овие 4 индикацијски подрачја. Меѓутоа пак ќе нагласам, не смеат препаратите на база на канабис да бидат замена за конвенционалната терапија. Конвенционалната терапија е терапија од избор, лек од избор. Дополнително, комбинирањето на конвенционалната со овие препарати дава подобри резултати. Конкретно да речеме кај болните со карциноми, често се случува да пациентите не можат да издржат хемотерапијата поради несаканите ефекти, гадење, повраќање и така натаму. И силните болки. И така да давањето на овие препарати само може да ја олеснат примената на таа класична хемотерапија, што е и текако битна за да може човекот да продолжи со еден квалитетен живот и да може состојбата да ја стави во една хронична состојба и понатака да продолжи да живее квалитетен живот. Значи тоа беше идејата. Идејата не беше да им се овозможи на пациентите лек кој лечи се. Значи да не се лажеме, не постои такво нешто. Ама беше идејата да им се овозможи да не се соочуваат со законските последици, затоа што тоа кај нас беше нерегулирано и сите тие кои што го набавуваат, се сметаше за злоупотреба. Така. Ќе направиме тука кратка пауза и ќе се вратиме повторно со ова доста актуелна тема, како оди постапката, кои се можностите за употреба на масло од канабис во аптеките. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме повторно со разговор во студиото. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, се враќаме повторно со разговор во студиото во денешното издание на Здравје. Мој соговорник е магистер Марија Дарковска-Серафимовска, директор на Агенцијата за лекови, позната во Македонија како Малмед. Тема на денешниот разговор, односно на денешната емисија Здравје е употребата на канабисот во медицински цели. Ова законски возможено и во Република Македонија, односно од пред 10 дена, и македонските пациенти
пациенти со тешки заболувања како што се карцином, ХИВ и мултиплекс склероза и ХИВ инфекција може да го добијат по легален пат, односно да го купат овој препарат во македонските аптеки. Господјо Дарковска, Серафимовска, како да го купат, односно да го набават македонските пациенти кои страдаат од овие заболувања кои ги споменавме, како оди постапката на пропишување на оваа терапија масло од канабис? Прво би кажала дека во аптеките имаме два различни типа на масла. Значи едно масло кое во себе содржи помалку од 0,2% на ТХЦ, таа е психотропна супстанца, и тоа масло нема ограничување, се издава без лекарски рецепти, е достапно за сите граѓани. И маслото кое што има над 0,2% ТХЦ, значи тоа е тоа што ние го викаме лековитото масло, односно што е потребно за третман кај пациенти со овие дијагнози што веќе ги спомнавте, кој се издава на дупли лекарски рецепти. Во аптека се евидентира името, презимето, дијагнозата на пациентот и оној кој што го подика лекот идентично како останатите наркотични средства. За да нема злоупотреба. За да нема злоупотреба. Ја станува збор за психотропна супстанца и затоа мора да биде регулирана и нејзиниот начин на издавање и нејзиниот начин на препишување. Право да го препишуваат и да го издаваат согласно законот имаат лекари специјалисти од невролози, онколози, хематолози, педиатри, значи во зависност за која дијагноза. Што значи дека пациентот оди кај лекарот кој што него го води како лекар, како ќе речам матичен специјалист што го води и согласно дијагнозата се пропишува препаратот на лекарски рецепт. Истиот тој препарат понатаму се подига во аптека, пациентите го плаќаат, значи тоа не е покриено, не е на терет на фондот, значи пациентите го плаќаат, единствено што добиваат е тоа што знаат дека тоа што го примаат е со проверен состав и квалитет. Така, вие вршите ли испитувања? Дали ова првично масло, бидејќи станува збор за еден производител кој во моментот го дистрибуира, односно произведува маслото од канабис и само тој производ од тој производител може да се најде во македонските аптеки, конкретно маслото со посилен концентрат на она лековито својство кое го спомнавте. Направени ли се контроли пред да се пушти производот во промет? Обавезно, значи обавезно и тоа повеќе контроли се направени, почнувајќи од контрола на суровината, значи во конкретниот случај цветот, бидејќи цветот од канабис представува почетна суровина од која се добива екстрактот со висок процент на ТХЦ, преку контрола на самиот екстракт до контрола на финалниот производ, бидејќи тој екстракт кој содржи во себе висок процент на ТХЦ понатаму се разредува со ЦБД и се добива крајната формулација со различен сооднос. Како што спомнав, имаме 4 различни индикации, што значи имаме на пазарот 4 различни масла за секоја индикација. Разликите помеѓу маслата е во соодносот на ЦБД и на ТХЦ со цел да постигнеме најдобри резултати, согласно, пак ќе кажам, клиничките студии за кои имаме релевантни податоци. Така, например, за третман на, да речеме, за третман на анорексија кај пациенти болни од ХИВ, потребно ви е многу повеќе ТХЦ, за разлика од нив кај епилепсиите потребно е многу повеќе ЦБД, не ви треба таа психотропна супстанца. Најдобри ефекти кај малегните болни се постигнуваат доколку соодносот е 1:1. Пак ќе кажам, значи лекарите ги препишуваат, лекарите ги дозираат. Ние во законот не ставивме горна граница, не ограничивме дозата на ТХЦ, оставивме тоа самите лекари да проценат по зависност од состојбата на пациентот. Так. И во која фаза е од заболувањето? Имаме пациенти кои што, да речеме, сега прв пат почнуваат со терапија, до сега не користеле, така да овие масла на пазарот треба постепено да се дозираат од најниска доза со постепено зголемување на дозата и достигнување до на оптимална доза која е потребна за лечење и за одржување. Како впрочем и секоја терапија како впрочем и секоја, и пациенти кои на црно го набавувале, па овие мали концентрации, да речеме, им се на нив слаби, и потребно е, значи, кај нив веднаш да се почне со повисока доза, па дури и пациенти, значи има и такви примери на пациенти кои на црно го земале во толку многу високи дози да кај нив се јавува поспаност, што значи дека кај тие пациенти ќе треба да се работи во обратна насока, односно да се работи на постепено намалување на дозата до на лечебна доза, затоа што не е идејата пациентот да биде поспан, идејата е пациентот да живее квалитетен живот. Што значи дека овие масла не смеат да бидат само медикација и да се земаат на сопствена рака, него треба да бидат под лекарска контрола и затоа оставивме простор да лекарот сам процени околу дозирањето, како ќе го дозира индивидуално кај секој пат, да се работи индивидуално со секој пациент. Затоа и ние
ние во правилникот не ставивме никакви ограничувања во тој дел. Така, која е цената за маслото? Да споменеме бидејќи минатата недела и периодот кога почна веќе да се дистрибуира, веќе е познато. Која е цената моментална на овој препарат? Да бидам искрена, точната цена и не ја знам, затоа што цените Така, се во надлежност на Министерството за здравство. Агенцијата е таа која што го гарантира квалитетот, сигурноста и безбедноста. Значи не ја знам точната цена, што не значи дека не можам да се јавам во аптека и да прашам и да ја дознам. Единствено околу цената би кажала само дека станува збор за нешто што не може да биде контролирано согласно методологијата за цени, заради тоа што овој препарат не се продава во 12 референтни земји, така да немате репер како да ја контролирате цената, што значи дека цената ја кажува самиот производител, а она што Министерството го прави, само во зависност од висината на цената, согласно методологијата се ограничува маржата, за да имаме во сите аптеки единствена цена. Значи да не треба пациентите да шетат од аптека до аптека, да му биде некаде поскапо или некаде поевтино. Значи цената е регулирана да биде единствена, а регулирањето на маржата исто идентично во сите аптеки, во сите веледрогерии, согласно методологијата. Од информациите кои што јас ги имам од самиот производител, цената, месечната терапија за овие масла, онака како што е согласно упатството за дозирање, е поевтина од она што досега било набавувано на црниот пазар, што на некој начин и беше и наша цел. Сега за сега, како што кажавте, имаме само еден производител, што не значи дека во иднина нема да имаме други. Значи ние веќе имаме правни лица кои покажуваат интерес, веќе има уште 2 апликации во Министерство за здравство за добивање на одобрение за одгледување. Така, тоа ми беше впрочем и следното прашање. Додека ја барав цената, она првичното масло со помал концентрат, се некаде околу 2500 Тие беа околу 2500 и 3000, меѓутоа ме прашавте за овие други масла што се некаде околу 100 евра. Чинам Така? така пишува на социјалните мрежи и по интернет порталите. Па тоа значи дека месечната терапија би дошла 2 до 3 шишенца, односно не повеќе од 300 евра, што е малтене пониска цена од она што јас го имам информација колку е набувано на црн пазар. Значи ние имаме во комуникација со пациенти кои што го употребуваат, зашто што кога тргна иницијативата, истражувавме, имавме јавни дебати да го слушнеме јавното мислење, симпозиуми, така натака. Значи, при тоа наше истражување тие пациенти ни дадоа дел од нивното масло за да го анализираме. Така, лабораториски да го испитате секако. Да го испитаме. Значи, морам да кажам дека помеѓу тие масла кои ги анализиравме, имаше масли со добар состав и добар квалитет, меѓутоа и такви каде што екстракцијата беше правена со петролетер, па беа здравствено, да речеме, неоправдано, дури загрозувачки, животозагрозувачки, и масла кои во свој состав па буквално немаа ништо, него буквално само парите им ги земаат на пациентите, затоа и сакавме да го легализираме, да биде не е исто, пак ќе кажам, екстракција со маслиново масло и добивање на активна супстанца со маслиново масло, и не е исто нешто што е направено со петролетер, па како е тостренет, не е исто дали билката растела, ви кажам дека контролата оди почнувајќи од цветовите, не е исто дали билката растела во контролирани услови или билката растела негде на улица па е дополнително загадена со пестициди, тешки метали и така натака, така што понатака влегува во финалниот производ и може дополнително да ја влоши состојбата на пациентот. Значи нас идејата ни беше токму во таа насока. Да се поголема контрола за поголема безбедност на македонските пациенти. Заради поголема безбедност на пациентите, и значи од она што го видовме што се случува на црниот пазар и цените кои што пациентите ни ги кажаа, значи овие цени кои што во моментот ги имаме се поевтини. Зборуваме како месечна терапија во однос на она што е претходно набавувано, а очекуваме цените да, кога ќе се појави конкуренцијата, значи на пазарот, кога ќе добијат дозволи, пошто има интерес, има апликации, очекуваме да овие цени паѓаат уште надоле. Така, споменавте дека има неколку заинтересирани, уште 2 компании, чинам споменавте, кои се заинтересирани да го произведуваат. Значи, кога ќе се јави конкуренција, секако дека ќе се намали цената. Значи има 2 типа различни типови на апликација. Едниот тип е апликација за добивање на одобрение за одгледување на коноп, што се аплицира во Министерство за здравство, и вториот тип на апликација е апликација за добивање на одобрение за производство на екстракти од веќе готова суровина, што ја издава Малмет. Значи во Агенцијата за лекови Реплек е единствената фирма која поднесе барање за производство
производство на екстракти, бидејќи они ги исполнуваат GMP условите за производство на екстракти и они добија дозвола. До сега никој друг не поднел барање за производство на екстракти, меѓутоа поднеле во Министерство за здравство барање за одгледување на билката. Тие истите што имаат поднесено барање за одгледување на билка, имаат дојдени кај мене во агенција и кажуваат дека они сакаат буквално целиот процес од почеток до крај да го работат сами. Реплек конкретно набавува сировината ја увезува и после ги работи екстракцијата, они сакаат самите и да одгледуваат билката и да ја однесат да произведат екстракти. Што значи очекувам да кога сега ќе добијат одобрение од Министерството за здравство за одгледување, очекувам дека следниот чекор ќе биде апликација во агенцијата за екстракција на. Така, ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно со разговор околу тоа како оди постапката на одгледување на ова билка, која исто така е контролирана и со законски рамки регулирана. Одиме со кратка пауза. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, се враќаме повторно во студиото во емисијата Здравје. Денеска мој соговорник е магистер Марија Дарковска-Серафимовска, директор на Малмет, Македонската агенција за лекови и помошни медицински помагала. Малку е името тешко, го погодивме, се надевам. Агенција за лекови и медицински средства. Медицински средства. Господјо Дарковска-Серафимовска, застанавме околу постапката на производство на растението канабис. Зборуваме за маслото од канабис, употреба на маслото од канабис во медицински цели. Колку е потребно временски, бидејќи ова е сепак новина кај нас. Предпоставувам дека и вие сте се заинтересирале како одела постапката на самото производство. Колку време е потребно од семето да се добие конечниот финалниот производ масло од канабис во медицински цели? Значи, ова е релативно ново и за нас, нешто што досега не било законски регулирано. Сега одеднаш се извинувам. Сега одеднаш се легализира. Така да самата постапка на одгледување е процес кој што трае. Емисија во живо, се надевам ќе имаат разбирање нашите слушатели. Можете слободно да земете воздух, од она јас што успеав да го слушнам, дека некаде околу 6 месеци е потребно да се набави ова масло од канабис. Ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно со завршните зборови во за маслото од канабис. Денеска мој соговорник е директорката на Агенцијата за лекови и медицински средства, наречено Малмет. Господјо Дарковска-Серафимовска, ја контролирате ли вие целата постапка? Значи, она беше законски презентирано, регулирано, дека мора да биде под видео надзор. И како оди постапката? Кој тоа го надгледува? Односно, за да не излезе сега, споменавте дека има компании кои се пријавени само за да го одгледуваат растението, меѓутоа може да заврши тој производ на црниот пазар. Тоа е често прашање кое се поставува меѓу граѓаните. Можно ли е тоа? Значи, ние долго кога ги правевме измените во законот, долго размислувавме за тоа какво законско решение да понудиме, водејќи се од она што и како е тоа регулирано во Европа, значи веќе во 13 земји. Така да имате примери на земји каде што тоа е толку многу либерално да злоупотребата постои, а имате и примери на земји кои поучени од овие биле малце порестриктивни во законот, па резултатот било да никогаш не може да се имплементира законското решение, односно крајната цел да не се постигне,
достигне, значи земји во кои што се уште маслото да речеме во Хрватска од неодамна, а многу пред нас направија измени од неодамна го имате на пазарот. Летото исто чинам. Па сега пред неполн месец дена, значи они ги извадија капсулите на пазарот, а многу пред нас ги донесоа законските измени. Затоа ние сме среќни што ова наше законско решение многу брзо одеше целата постапка и дека резултатите веќе ние на пазарот ги имаме производот, значи тоа е навистина за нас едно да речеме едно признание дека сме направиот пат и дека она што сме сакале целта сме ја постигнале, понатака нормално дека искуството ќе не учи и дека некои работи можеби ќе ги менуваме, ќе се интервенира може во закон, во правилник, затоа што е нешто што е за нас ново и сега го отпочнуваме да го работиме. Во овој момент законски е регулирано одгледувањето да мора да биде во простор кој што е соодветно ограден атмосферски со 4 метри жица за да се оневозможи злоупотреба. Кратце да влезат. 24 часовен треба да има видеонадзор, 24 часовно обезбедување, мора да има вработено фармацевт и агроном кои се со 3 години го надгледуваат целиот процес. Што го надгледуваат целиот процес, мора да има пустои елаборат како целиот процес се надгледува, иначе дозволата ја издава рековме Министерство за здравство за одгледување, а исполнетоста на условите за да се добие дозвола ја утврдува комисија формирана од страна на министерот за здравство, која во својот состав има представници од Министерство за здравство, од Агенција за лекови, од Агенција за Министерство за МЗШВ за земјоделство, шумарство и водостопанство. Затоа што дозволите за увоз на семенски материјал доаѓаат од тоа министерство и поради тоа се и они вклучени во таа комисија. Од Холандија чинам според моите информации е семенскиот материјал кој се применува. Во овој момент немаме таква апликација и барање за да би потврделе, меѓутоа можно е Холандија има сертифицирани неофицијални кои ги добиваме од Министерството за земјоделство. Најчесто да, семенски материјали имаат они сертифицирани семиња, значи тоа е многу битно да понатаму тоа семе да се развие растение кој ќе има квалитетен производ да се добие. Кој ќе има висок процент на ТХЦ, на што ствари нас не треба бидејќи имате три различни вида на коноп, индика, сатива. Така да, значи тоа е битно. Одгледувањето во принцип трае од околу 6 месеци за да растението достигне некоја висина да добие соцветија. Фактички она што се користи како суровина е цветот. За да тоа расцвета за да се потребни се да поминат некои 6 месеци после тоа се цедење, на сушење се суши, се складира па оди на екстракција, на преработка. Неодамна го одржавте и вториот симпозиум, секако и вие се запознавате и вашите колеги пред се онколозите и останатите специјалисти кои ја работат оваа проблематика, бидејќи сепак пак ќе потенцираме релативно нова терапија која е релативно непозната за македонската медицина. Вториот симпозиум заврши, имавте лекари кои со години гости лекари кои со години го применуваат врз нивните пациенти маслото од канабис. Кои се заклучоците? Што можеше да се заклучи и да се резимира на овие симпозиуми со меѓународно учество кои ги организиравте? Јас сум презадоволна тоа како протече симпозиумот. Значи, пракса е на сите агенции во светот, ако гледате во светски рамки во Европа, да еднаш годишно одржуваат симпозиуми кои што се од едукативен карактер и кои што се всушност во насока на она што ја одбележува годината. Кајнас оваа година беше одбележана во знакот, во духот на легализацијата на измените на законот за опојни други психотропни и легализацијата на канабисот. Така да симпозиумот беше од затворен тип, значи беше заменет исклучиво за стручната јавност, за лекари и фармацевти. Беше посетен од над 500 учесници, што навистина е за поздрав. Висока бројка и голем интерес. Во секој случај, значи, презадоволна сум од тоа како протече целиот настан, затоа што пред се беше едукативен, од едукативен карактер, кога вие нешто легализирате, нешто што до вчера било забрането и кога веќе го имате маслото на пазар, кога веќе пациентите доаѓаат и лекарите се соочуваат со тоа дека треба да го дозираат, да го препишат и како да го дозираат, значи неопходна беше една едукација од ваков тип, така да симпозиумот беше во таа насока. Беа поканети стручни, еминентни стручњаци, лекари, клиничари кои долги години се занимаваат со употребата на канабисот кај одредени пациенти, така да тие зборуваат лично сопствено искуство за тоа какви пациенти со каква клинична слика, како ги третирале и какви ефекти постигнале. Корисно беше тоа да се слушне и корисно беше да сето тоа се заокружи
а континуираната едукација понатака ќе продолжи. Одиме со кратка пауза, ќе се вратиме повторно со заклучоците од денешната емисија. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, ја следите емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија со мене Александар Динев. Денеска мој соговорник е магистер Марија Дарковска Серафимовска, директорка на Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија, наречена МАЛМЕД. Тема на денешното издание на Здравје беше примената на канабисот во медицински цели, односно достапноста на овој препарат за лекување на 4 тешки диагнози во Република Македонија. Ги споменавме мултиплекс склероза, малигни заболувања, карцином и ХИВ инфекција. Епилепсија и ХИВ инфекција. Господјо Дарковска Серафимовска, на самиот крај од емисијата сме, што има ново во МАЛМЕД, односно Агенцијата за лекови, за да ги информираме накратко слушателите на самиот крај од емисијата. Па еве, јас би го спомнала она што е наактуелно, тоа е проектот на Министерството за здравство поддржан од владата на Република Македонија за обезбедување на бесплатна скапа терапија на болните од карцином, онколошките болни. Кога веќе зборуваме за канабис и ги спомнуваме онколошките болни, рековме дека не може канабисот да биде лек од избор, значи конвенционалната терапија мора да биде лек од избор. За жал таа конвенционална терапија е многу скапа и не секој пациент може да си дозволи да ја купи, поготово онаа современа терапија која дава согласно медицина базирана на докази, дава резултати најдобри. Па затоа Министерството за здравство, значи во соработка со Агенцијата за лекови, а секако проект поддржан од владата, се потрудивме да обезбедиме средства и да на овие пациенти сите тие лекови кои не се на терет на фондот им ги обезбедиме бесплатно. Распишани се 3 тендера, ќе се распише и 4-ти. Во овој момент, значи, пациентите веќе добиваат бесплатно терапијата за вемурафенип, тоа е лек за меланом, карцином на кожа кај BRAF позитивните пациенти. Терапија која на месечно ниво е 8.000 евра, значи сега ја добиваат бесплатно. Во тек е тендерот за добивање за набавка на лек за карцином на бубрек, значи тоа е сунетинип или пазопанип, зависно од кој ќе го добие тендерот, меѓутоа тендерот е распишан, процедурата е во тек и пациентите, значи тој лек ќе го добијат бесплатно. Големо олеснување за овие олеснување во секој случај. Олеснување во секој случај. Значи тоа е, пак ќе кажам, пилот проект во трајање од 1 година кој понатака ќе продолжи. Добар проект и треба да му се даде поддршка да продолжи. Идејата за да се направи овој пилот проект тргна од тоа што за да еден лек се стави на позитивна листа, значи за владата имаше и програма, односно имаше и развиен проект како да се за воведување на нови лекови на позитивна листа, меѓутоа еден од условите согласно уредбата за да еден лек се најде на позитивна листа беше да има фармакоекономска оправданост. Конкретно за овие лекови каде што преживувањето е 5 до 6 месеци, значи фармакоекономската оправданост беше многу тешка како податок да ги соберете тие податоци да може лекот да се стави на позитивна листа. Значи со овој проект ние всушност ќе видиме колкав е процентот на пациенти, колкава е фискалната импликација и нормално нивните искуства да ги собереме за да може понатака да се размислува за воведување законски на тие лекови на позитивна листа. Значи веќе добивме налог од Министерството за здравство да се набави лекот за BRAF негативните, значи пембролизумабот. Тој ќе биде набавен во соработка помеѓу средствата се обезбедени 40% од Агенцијата за лекови, 30% Министерство за здравство и 30% клиниката за онкологија УКРО, значи заеднички тендер на трите, со цел пациентите да го добијат и тој лек и исто белодробните. Со тоа мислам дека на некој начин ги заокружуваме и не останува индикацијско подрачје од онколошките, кое не е покриено со терапија. Скапа терапија зборуваме за скапи лекови, за месечна терапија на пациенти, која им е неопходна и така да во таа насока и понатака ќе продолжиме да работиме во интерес да се зачува здравето на пациентите и да се овозможи што е можно подолг и поквалитетен живот. Секако со нови информации, практични реализации ви очекуваме повторно во емисијата Здравје. Задоволство ми е секогаш кога доаѓате и гостувате во оваа емисија, секогаш споделувате нови информации со слушателите, а секако за доброто на македонските пациенти.
Ви благодарам и за денешното гостување и за одвоеното време што бевте дел од денешното издание на Здравје. Благодарам и на вас. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Јовановиќ. Денеска сме вторник, 20 септември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба во Здравје наредниот вторник во 11 часот. Од мене до слушање, имајте убав работен ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.